затоа што нетретирањето на континерите во кисела вода беше удар кој што мене ми го нанесува. Го нанесува и на Александар во Ѓорче, и на Боби во Гази Баба. Во Скопје ние како актуелни градоначалници на локално ниво, граѓаните на крајот на денот не треба да ги интересира дали континерот е надлежност на градот Скопје или на општината. Дефинитивно. Така што тука бидејќи има граѓанинот ја плаќа сметката. Тука ќе има сериозни постапувања, убеден сум во тоа. Гледам дека има сериозни заложби од институциите, особено од финансова полиција, која што веќе работи на неколку предмети, но не смеам во интерес на понатамошни истраги и сето она што следи да обзнанувам детали во јавност, но знам дека ете имаат подигнато доста документација од градот Скопје и од јавните предпријатија. Особено од јавното сообраќајно предпријатие, особено од комунална хигиена и од градот Скопје како институција. Но тука не изостанува и паркови зеленило. Затоа што, еве, јас не се сеќавам дека изминативе 4 години, за разлика од денес, имаше луѓе кои што косеа или ги средуваат тревниците во мојата општина барем. Може би некаде било поразлично. Но во кисела вода јас не можам да видам така општини граѓаните така сами така да сумирам, Љубиш, јас малку сум поексплицитен во излагањата секогаш. Не, во интерес на вистината и на јавноста, затоа и ви дозволив овој дел. Јас на крајот би кажал дека сето тоа било смислено, свесно сценарио на поединци, но тоа го говорев и во кампањата и останувам на ставот. Без разлика кој каде е директор сега назначен, командната одговорност ја има градоначалникот. И за добро, и за лошо. Така што се знае кој е тој кој што е со име и презиме, а тоа е мојата претходничка во градот Скопје, господјата Арсовска, која што имала командна одговорност. Не може Орце да не го интересира дали денеска деветка не дошла, граѓаните биле незадоволни, недоволно добро истретирани од предпријатието и да рече ова не е мој проблем и моја надлежност, има директор. Да, не, ќе јас оставиме постапувам. институцијата